Денеска славиме крштевање. Денеска славиме еден убав чин, каде што ја многу пати, неколку пати укажав на врската на тој што се крштева со црквата. Ја верувам дека е тоа многу битно и уште многу пати да го повториме. Зошто? Зошто една е сигурноста во Бог, една е сигурноста во Бог во црквата. Амин. И знаете, ако читате внимателно, ќе видите дека кога Исус се крштева, откровение за тоа кој е Исус добива Јован. Не добива целиот народ. Уште не му е дојдено времето целиот народ да добие откровение и добива Јован. Знаете ли што се случува со Јован? После некое време заборава и ги прашува: одете, прашајте го дали е он или треба друг да чекаме. Нашата привилегија кога во моментот се крштеваме е привилегијата што сега црквата сведочи за вашето крштевање. Кога ти ќе заборавиш, црквата е тука да те подсети дека ти се крштеваш од името на Исус. Дека ти си спасен во името на Исус. Амин. И таа е привилегија што Јован ја немаше во моментот. И требаш да праќа ученици, па да прашуваат, па најверојатно и да се посрамат. Зашто он беше гласно што навестуваше дека ќе дојде јаков. Ева колку е добра привилегијата да си крштеван во името на Исус во црквата во која одиш. Амин. Ја верувам дека таа привилегија носи одговорност. Што мислите вие? Ја верувам дека секое право и привилегија носат одговорности од тие што се дадени. И нема ништо погрешно. И нешто да не плаши од зборот одговорност. Сите ние сме одговорни. Понекогаш не убавината, обратно од убавината, понекогаш опасноста е што сакаме да бидеме одговорни само таму каде што ни одговара. Затоа сме тука да се подсетуваме, да бидеме одговорни. Таа каде што навистински треба да се биде одговорен. Амин. Кога сме кај виденијата, Павле имаш исто видение. Замислете, Павле оди да ја убие црквата во сршта, да ја гони црквата и добива видение од самиот Господ. Сите ја видоа светлината, пишува, но само Павле го слушна гласот. Знаете што му кажа гласот? Оди кај тој и него ќе го следиш. Он ќе ти исцели, него ќе го следиш. Знаете ли зошто Исус му го кажал тоа? Исус толку добро знаеше од која позадина иде Павле. И толку добро го знаеше еврејскиот закон дека тој што ќе ти исцели, ти си должен него да го следиш. Тој што ќе направи да прогледаш, ти си должен него да го следиш. Тој што ќе те поучи, си должен него да го следиш. Исус не го остава Павле на видение, за да може Павле после да прави што сака. Него го праќа во црквата. Го праќа кај веќе човек кој е по срцето со Христос. Да го исцели и Павле него да го следи. Така да, ако нешто во вашиот живот Христос ќе прави, ќе ве насочува кон него и кон црквата. Амин. Не планирам за ова да зборувам, али мислам дека е од круцијално важно да се спомене, посебно на ваков настан кога сме имале крштевање и нешто што сакав да спомнам, а денеска се потврди, што ми можеби недела дена ми се мота у глава е тоа дека многу пати заглавуваме во подценување на работите на луѓето, на црквите, на општеството. И ја мислам дека треба да престане во нашиот живот да подценуваме други. Размислував дека подценувајќи други сами се осудуваме на нерастеж. Сами се осудуваме на стагнација. Зошто? Што посигаме по нешто што можеби и не го разбираме во моментот. Што се случува во човекот, што се случува во црквата, што се случува во општеството. Така да не подценуваме. И така денеска навидумено подценување имаше, не знам со кого зборев, околу местото каде што крштеваме, абе викат, нема гајле таму, не треба на полиција, 2-3 ќе крштевате и готово. Му викам 10 души. 10 души ќе крштевате. Така да викам, немој да подценуваш. Така да не подценуваме луѓе, да не подценуваме животи, да не подценуваме. Него што? Да го бараме најдоброто во Господ за нив. Амин.
Знаете, ако во мојот христијански живот до сега имало многу стихови што извојувале во различни од сезони, за разлика од периоди што се случувале, за разлика од тоа што се случувало, тоа што највеќе ти допрело до срцето или до умот, до разумот. Но ако некој одвојам, ова сум го кажал неколку пати, сакам да го кажам и сега, ако нешто одвојам за мојот растеж, овој пат зборам, како стих, тоа е Матеј 25:21, кога Исус им објаснува една убава приказна за талантите. Зошто? Добивме сите, но што со тие таланти? Што ние правиме за тие таланти да пореснат, да останат исти или да се намалат? И нема да се задржам на тоа што правиме, зашто верувам дека секој еден од вас се преиспитува што прави. Се преиспитува во него, се испитува во Господ. Но ќе зборам за еден принцип на понизност, принцип на разбирање на верата во нас и што тоа, што произлегува од сето тоа. Ја ќе го прочитаме, мислам дека го знаете сите, али ќе го прочитаме за да ни стане појасен и за тие што не го знаат. Господарот му рече: убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Сподели ја радоста со својот Господар. Има уште еден подобар превод, каде што вика: влези во радоста на својот Господар. Амин. И ја го поделив овој стих на три дела и така и некако ќе кажеме по нешто. Значи, убаво, добар и верен слуго, во малку беше верен, на многу ќе те поставам. Сакам да читаме правилно. Во малку беше верен не значи малку беше верен. Знаете, тоа сум го зборил и порано. Не е да си малку верен, него да си верен целосно во она што во моментот ти го согледуваш дека ево твојот живот од Господ. Ако одиме подалеку да согледаш дека се имаш што ти е потребно за живот и побожност. Што ич не е малку. Но нашите погледи понекогаш го одредуваат тоа дали е малку, дали е многу, дали е доволно, дали треба уште. Затоа ја не верувам дека постои малку или многу верен. Постои верен на нештата што ги гледаме, ги согледуваме во нашиот живот. И ја мислам дека сите добија 5 таланти и за сите важи истото. Во малку беше верен. Беше верен во она што ти го доделив. Нештото малку за мене, за тебе може многу и обратно. Но се работи за ставот на тоа дали сме или не сме верни на она што го добивме во нашиот живот. А Петар кажува дека добивме се за живот и побожност. Се што ни е потребно за живот и побожност. Амин. Дали ова е доволно и тука треба да заврши проповедта? Добивме се што ни е потребно за живот и побожност. Па што да објаснуваме понатаму иде? Ајде да се подсетиме, да не забораваме. Така да тука сум пишал во малку да си верен, не значи да си малку верен. Тоа не постои, или си верен или не си. Тоа значи да во тоа што во моментот го поседуваш, целосно му веруваш на Бог. При тоа понизувајќи се во послушност, градејќи те Светиот Дух во одговорност, долготрпеливост, во потполен мир, радост, надевајќи се само на Бог. Вау. Вау. Понизувајќи се во послушност. Во малку да си верен значи дека си човек благодарен на Бог за работите што ги имаш и со јасна визија за ветувањата на Бог во твојот живот. Не барајќи повеќе од она што е совршена Божја волја за твојот живот. Знаете, ова со волјата е многу интересно, посебно во овој период, посебно каде што ни се случуваат сите овие работи, посебно со таа слободна волја, толку се изнаслушавме по Фејсбуци, толку се изнаслушавме по телевизии. Ја имам права, ја имам слободна волја. Дај Боже да беше така за се. Дај Боже да беме толку гласни за таа слободна волја што имаме за се. Него некако сега испливува на површина. Зошто? За да се докажеме дали сме во право или не сме во право. И ако може да сме во право, тогаш би било подобро. Интересно, јас сме поделил наша волја
и Божја волја. И нашата волја сме поделил на спасена и не спасена, или старо создание и ново создание. Божјата волја не можам да ја делам, зашто Бог е непроменлив. Нашите животи во Бог се да и јамини. И тука сум запишал дека најверојатно меѓу спасена и неспасена волја треба да има голема разлика. И така треба да биде. Но ние не се плашиме кога не е така, зашто знаеме дека тоа е нашиот растеж, нашиот живот и ќе му веруваме на Бог, дека тоа што го започнал во нашиот живот, ќе го заврши. Амин. А ние ќе коорпорираме со самиот Бог. Ние ќе одиме рамо до рамо со самиот Бог. Нема да бидеме само пасивни надгледувачи. Знаете, да си надгледувач не значи дека си од страна и не си вклучен во процесот, напротив. Си целосно вклучен во процесот. Амин. Многу пати знаеме да кажеме, дури да се фалиме колку нашата волја или волјата на другите е цврста, непоколеблива и така натаму. Но Светиот Дух ми откри, кога го читам, и дека не е баш така, дека уствари нашата волја е слаба, променлива и не така креативна. И затоа секогаш бара да се прилепи за нешто. Имате меѓу вас луѓе посигурни, посамоуверени, имате и помоци се уверени. Самоуверените они мислат дека силна е нивната волја, дека они што ќе кажат така ќе биде, но ако погледнете длабоко, човек секогаш сака волјата да ја прилепи за нешто. Разликата меѓу неспасена и спасена треба да е огромна. Иако некогаш ние како христијани знаеме да ја ставиме нашата волја пред Божјата. Пишува дека кај неверниците не е толку дали е нивната волја колку е до гордоста, егото и тоа дали он е во право или не е. Зашто понатаму ќе зборам за слободна волја, ако одиме подлабоко, ние иако го пропагираме на големо слободна волја, немаме баш слободна волја, не дека немаме добиено, ја немаме доживеано во целост. Зошто? Зашто нашата слободна волја е корумпирана секогаш од работите што се случуваат околу. И затоа Павле кажува дека каде што е духот, таму е слободата. Значи слободната волја, падам заклучок од ова, е само во духот. Сето другото е корумпирано од нештата околу нас. Сето другото е со знак прашалник. Дали е слободно или не? Можеме да дебатираме за слободниот избор кој ние го правиме во текот на животот. Но не секогаш е врз слободната волја што сме имали. Затоа ако зборуваме за слободна волја, да зборуваме таму каде што можеме да добиеме во Светиот Дух. Но кажам многу пати дека многу луѓе, системи, религии пробуваат да понудат слободна волја, но не можат да испорачат. Зашто однатре самите не се слободни. Однатре самите се корумпирани. Кога најдемо Евреи 13:8, и 12 стих, да видиме дека стварно Христос е непроменлив. Долго размислував последно време размислувам за минатото, за сегашноста и за иднината. И ова ми е само во фаза на размислување, али може би сакам да го начнам меѓу вас, па и вие да размислувате. На неколку места Павле кажува: вашај се сегашноста и иднината. Пак после, Господ има за вас иднина и надеж, Исаија. Пак Павле кажува на друго место: кој може да ве одвои ниту сегашност, ниту иднина од Божјата љубов? Никаде не го спомнувам во минатото. Како да нас не ни припаѓа минатото? Како да Бог не заштитил од минатото? Зашто верувајте дека на Балканот, нас не интересираат пред се македонците, многу заглавуваме во минатото. Многу заглавуваме со тоа што беше и не можеме да негуваме сегашност, а камо ли мисли за воиднина. Јас сакам да го скршам денеска тоа.
Сакам да ги скршам тие размислувања дека нас минатото ни е пречка или ни е благослов за иднина. Знаете како Господ ни дал многу убави нешта да се подсетуваме, а тоа се спомените. И ја верувам дека треба да ги живееме или да ги ставиме на пиедестал, спомените кои се мисли на минатото, но не самото минато. Не знам дали го разбираме, тешко е малце и ја го размислувам, но како да Павле, како да Господ сака да речи, луѓе, јас се справив со вашето минато. Немојте постојано вие да пробувате да се справувате. Немојте зашто постојано ќе ве врти во круг, каде што секогаш сте или достојни или недостојни, или достојни или недостојни. Завршете со минатото зашто јас завршив со вашето минато. Ми го предадовте. И крштевањето е чин на предавање на старото, со Христос умревме и со Христос воскреснавме. Ги видов едни забелешка на Вики, на поучувањето што беа за крштевањето, беше феноменална. Што точно значи крштевањето? Зборот е баптизо. Што точно значи баптизо на грчки? Е тоа кога каенината се потопува. Ги прима сите својства. Така беше Вики. Прима се кога ќе ја потопите. Ако има 7 бои, 7 ќе ги прими. Ако има 10, ќе прими се. Така да примивте се што е потребно за живот и побожност. Вау! И така да имаме спомени, да негуваме спомени, имаме убави, имаме работи што и болка причиниле. И тие не се толку опасни, но да не се бавиме со минатото, да живееме сегашност и да бараме зборови за иднина и за надеж. Надежта секогаш. А ние секогаш сме пред Христос и огледаме лице по лице. Амин. Не да? Исус Христос е истиот вчера, денес и во вечни векови. Амин. Исус Христос е истиот вчера, денес и во вечни векови. Што значи дека Христовата волја за твојот живот е иста вчера, денес, секогаш и во вечни векови. Амин. Убавината е што ние сме на едно патешествие да ја пронаоѓаме, да ја согледуваме таа волја што е за Христос. И затоа врвот на да се става волјата пред нашата, Божјата пред нашата е примерот на Исус. Мудрост, запишете го тие што запишуваат. Мудрост е да кажеш дека Христос те познава повеќе него самиот ти. Мудрост е да признаеш дека Христос те познава повеќе него твојата жена или маж. Или не сме сигурни. Толку многу се познаваме што нема шанси Христос да не познава повеќе. Ма дај. Сигурно не знам Данче колку влакна има. Господ ни ги избрал. Коти? И влакната на Господ. Ја викам, влазам на Господ кога на Господ. Видете? Густината на неговата коса. А? Браво. Браво. Ќе ме интересира кој ќе се видиме со Христос, ќе ме интересира баш. Дали мојата или твојата? Вау. Ајде го Галатите, 2 глава, 19 и 20. Пишал, ова е интересно. Така, како што растеме во Бог, така Бог ни открива дека се помалку ќе ни успеваат работите што се по мојата волја или по нашата волја и тоа ќе биде за наша заштита. Амин. Ма како Илева, сад да се откажам ли од мене? Да, откажи се Христос за твоја заштита, откажи се тебе за твоја заштита. Така рече Христос. Значи, да се откажеш од себе за Христос е да се спознаеш целосно во вистинското свет. Треба да ги разбираме работите. Тоа не е дека се откажувам од мене, не знам ништо за мене, ветар ме вее, бран ме носи и едноставно јас сум несигурен човек што сега. Зошто? Зашто јас се откажав од Христос, од мене за Христос и сега ти си крив. Не. Ја не викам да се откажеш од себе за Христос. Е чекор за да се најдеш целосно во Него.
таков како што си, не таков како што родителите те мислат, не таков како што општеството те мисли, најдобрите пријатели како што те мислат, како што ти самиот се мислиш, или како што мислиш дека другите мислат за тебе, него како што си во Христос. Зар има подобра авантура кога се работи за една личност, е тоа да се најде во Христос, таков како Амин. И понекогаш јас верувам дека ќе се изненадиме кога ќе се најдеме во Христос. По тоа што сме набувале, што не сме набувале. Бог е така, Бог сака да ни изненадува. Во најдобро. Бидејќи преку законот умрев за законот, за да живеам за Бог. Со Христос бев распнат и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што сега го живеам во тело, го живеам преку вера во Божиот Син, тој ме засака и се предаде себе си за мене. Не ја поништувам Божјата благодат, зашто ако праведноста доаѓа преку законот, тогаш Христос умре за луѓе. Праведноста доаѓа преку законот. Амен. Најди го сега Лука 22, 42 и 43. Ако е мудрост да си признаеме дека Бог повеќе не знае колку ние самите, тогаш мудрост е не секогаш. Ако сакаме да звучиме духовни, да, секогаш. Но ајде да оставиме простор да можеме да растеме од сето ова. Да што повеќе ја ставаме Божјата волја пред нашата волја. Знаете што знам дека е тешко? Да сум јас некаде од една планета, вие новдека на земјата, ја ништо не разбирам, Христос ништо не разбира. Да, можеме да збориме. Знаеме, констатирано моментот дека баш тоа е можеби најтешкиот чекор во нашиот живот. Да го симнеш своето его, што дефинитивно удире на својата слободна воља и да кажеш, Христе, ти ме познаваш подобро. И ќе правам ти тоа што сакаш. Ако треба да чекам, ќе чекам. Ако ми кажеш да одам, ќе одам. Тоа што сакаш ми јас. И видите интересна фишка што се прави на тој момент. Ние не сме синови на суров татко и Бог да бидеме ставени на цедило за да бидеме испитани дали ние бараме нашата волја или неговата. Ќе видите, пишува велики татко, Исус е тука во агонија. Знаем овој момент во Гецеманија, во агонија, значи после ова се случува се што со Исус. Он колку и да го зборува, колку и да го најавува неговото страдање, времето дошло сега да страда. Тоа не е едноставно. И вика, татко, ако ти е по волја, тргни ми ја оваа чаша. Но нека биде, но нека не биде по мојата, туку по твојата волја. Тој може би е гладен стих во на што ја сакам да го кажам. Вика, и му се јавија ангел од небото. Като вадиме запис, да видиме дека секогаш кој ќе одлучи да ја ставиме пред нашата. Амин. Ќе бидеме подкрепени лично од Бог. Ќе бидеме подкрепени од ангел, ќе бидеме подкрепени од црква. Треба да го кажеме. Треба да некогаш нашите, што се блиските, што им веруваме, да знаат што ни да знаат. Ја познавам неколку мина од вас што навистина имаат добар став, да не кријат кога се научат. Да не кријат кога во мислите се расејани. Да не кријат кога имаат две добри понуди, да треба да одлучат. Него едноставно да се советуваат, но пред се да бараат молитва, за да може да се и верувате дека тоа ќе опровергне секогаш. Јас верувам дека секогаш сум го видел тоа во мојот живот многу пати. Многу пати сум го видел како сум заглавен, бирајќи го со глава во зид, што ми кажете дека сум ја најпаметен за таа ситуација и да ќе биде како што ја ќе речам. И сум видел каде што малку се понизил, и се попаметен од мене, и повеќе знаеш од мене. Ја нешто памтам од минатото, нешто не, ти памтиш се. Ја разбирам сегашноста колку толку, ти разбираш се. Ја нешто ќе видам во еднината, но ти знаеш се за мене и ти препуштам тебе, ти да одлучиш.
и сум видел плод. Амин. Вау. Тука сум пишал, има уште еден термин кој се употребува, тоа е слободната волја. Јас верувам дека слободната волја има само кај таткото, каде што има потполна слобода во апсолутна вистина. Затоа каде и да тргнете да барате на друго место, нема да ја најдете, зашто вистината е Исус и никој друг. Доказ дека ние не одлучуваме секогаш правилно е Петар, кога 3 пати се откажа, а доказ за добрината на Божјата волја дека не го осуди, а при тоа му даде и јака улога. Апостолите се најдобриот доказ дека може, понекогаш и треба да се утка. Знаете, Петар во каква ревност ги кажуваше работите и кога грешеше и кога кажуваше вистината. Интересен ми е, го читав пред некој време, кога Исус му се врти на Петар, како да знае дека Петар, знае дека Петар е ревносен, дека ќе рипне и му вика: Петар, ти што мислиш, колку пати треба да се простува? И Петар вика: мојов, така јас си го замислувам, мојов учител е добар, го видов многу пати, и вика, законот вика 3 пати, али Петар дава од него. Али ја вика, не 3 од карти, 4 од карти. Вика, ја викам 7 пати. Исус се насмевнува и вика: добар си ти, Петаре, али ја викам пута 70. Ја викам, нека биде мод на простување. Нека биде живот во простување. Амин. Петар еднаш го достига врвот, кога погодува кој е Христос, за одман другите стихови, да Исус му вика: бегај сатано од мене. Бегај, не се мешај таму каде што не ти е местото. Не знам дали сте го гледали, ајде малку да се насмееме, луѓе. Озбилни сме. Не требаше да кажеме, може би, за пицата, таму може би сме, мене таму ми е пола паметот во пицата. Слушате го, не знам дали сте го гледали именно видео, и му вика, интервју прават на некој повозрасен човек, мислам дека негде во Лесковаc, во Србија, не знам каде, и му вика: што мислите вие за вегетаријанците? И он вика: што, не слушно? За вегетаријанците, што е тоа? Тој вика: тие се луѓе што не јадат месо. И он вика: запрепастен. Сакате да кажете дека вие не јадете месо? И он вика: да, еве, ние сме и не јадеме месо. А како ви стоите на нозе, вика? Како ви стоите? И вика: бежи сатано од мене, да не случајно го допрат и онда не почне да јаде месо. Така да, ако првиот дел од стихот е во малку беше верен, вториот дел е: ќе те поставам на многу. И овдека сум запишал дали ќе те поставам на многу е заслуга од малку беше верен или е чиста благодат на самиот Бог. Вие тоа размислувајте го дома. Најмислам дека се комбинација од двете. Заслугата наша не ја препишуваме, или барем не треба да ја препишуваме лично на нас, но знаеме дека треба дека корпорираме, дека сме во улога на она Божјо дело што Бог го прави во нашиот живот. И затоа мислам дека е комбинација од двете. Да, ние немаме заслуга, но ние се согласуваме, кажуваме амин и сега го правиме она што е Божја волја за нашиот живот. Амин. И ето тука сум пишал прво, зашто треба да се види разлика меѓу оние што веруваат и оние што не веруваат, и тоа не е за осуда, туку за поттик. Ајде го, мислам дека Евреи 11:6. Го разбираме? Кога во нашиот живот луѓето ќе ја видат разликата што Христос е направил во твојот живот, тогаш или ќе се одбијат за момент,
па после тоа некој време ќе се привлечат, или одма ќе се привлечат. Но равнодушни не остануваат. Јас верувам дека секој има сведоштво, каде што спомнал или каде што бил виден дека Христос, тој што зборуваш, тој што за кој одиш во недела да го славиш, за тој кој што постојано си со радост исполнет, направил нешто во твојот живот, тоа не може да не донесе промена по другите. Амин. А без вера не е можно да му се угоди, зашто оној кој му пристапува на Бог мора да верува дека тој постои и дека ги наградува оние кои го бараат. Еве Божјото дело во нас, давајќи ни верата и нашето, како се вика, покажување на верата пред другите. Кој најди го за тоа време, тоест ја го имам најдено, не мора ти да го најдеш. Од повторени закони 39, еден многу убав стих. Okay. Тука сум пишал дека се што не следуваше од казна. Значи се што можеше, се што требаше да ни се деси нас како казна, Господ ја покажа през Христос, а се што не заслуживме, Господ ни го подари преку Христос кој е полн со благодат и со вистина. Затоа можам да кажам дека ова е Божјо режирано сценарио, зашто Божјата волја беше оваа. Колосијани 1, 19 и 20 стих. А јас ќе прочитам за тоа време. Ајде да видиме, кога го примиме Христос, како сме ние благословени. Може? И земете го ова во вашите срца. И ќе те благослови Господ твојот Бог со изобилство во секоја работа на раците твои. Во плодот на утробата твоја, во плодот на добитокот твој, во родот на земјата твоја, зашто Господ одново ќе се сврти кон тебе и ќе ти се радува правејќи ти добро, како што се радуваше на предците твои. Амин. Амин. Ако некој се прашувал, Господине, благословуваш ли ти? Ако не секој се прашувал дали работите ќе стагнираат или ќе мрднат, ние савикаме нека мрднат. Ако некој се прашувал дали му треба нова мера на благодат, ние викаме, Господе, изли нова мера на благодат за секој еден нас. Амин. Ако некој си се прашува дали ќе издржам, ние бараме Божја помош во неговиот живот да оди понатаму. Амин. Вау. Нека бидат благословени рацете на секој еден што работи, што се труди. Нека бидат благословени мислите од Бог на секој еден што пробува, но не му успева да работи, да се труди. Амин. Го најде? Божјата волја е ова, зашто на таткото му беше по волја во него да живее сета полнота. Амин. Амин. Сета полнота, луѓе. Да, се познаваме од прилика скоро со секого. Си ги знаеме нашите слабости, страни, јаки, силни, помалку, повеќе. Си знаеме ни што поминуваме. Верувајте дека и со тие што помалку се гледаме од прилика се знаеме, од друг ќе слушнеме. Не сме голема заедница, не сме ни голема држава, од прилика ги знаеме сите тие нешта. Но меѓу сите оние работи на охрабрување, меѓу сите оние работи кога се утешуваме или кога не се утешуваме, меѓу сите оние збунетости, да знаеме дека по волја на таткото е во него да живее сета полнота. Јас верувам дека ако ние бевме радоста и надежта на Христос на крстот да може да го истрпи, дека тогаш и ние сме неговата полнота. Амин. Вау. Како јас полнота, како јас дојдов во бременот да видам полнота на Христос. Да. Јас и ти сме негова полнота. Амин. Зашто сето она што го поседува Христос, а поседува се, би значило многу ако ние лично не сме негова полнота. Зашто Он се даде за нас, а не ние за него. Амин.
Јас оваа проповед некако ја гледам баш како градење на спасението. Знаете, ние го здобивме спасението и тоа е точка, не запирка, и од таму продолжуваме веќе нов живот, каде што сега градиме се она што добивме во спасението. Не стоиме на вратата на спасението, него едноставно продолжуваме да го гледаме тој спектар на работи во полнота што сега можеме да ги имаме, а понекогаш се правиме како ништо да немаме. Вау. Сте се нашли некогаш баш во таква ситуација? Како ништо да не. Како ништо да не. Нормално е. Погледнете лево, десно, малку само, како што погледна Петар. Затоа сме тука да се охрабриме. Затоа денеска овој настан со крштевањето охрабрува луѓе. Верувајте дека ова охрабрува и цела нација. Ама како? Прво има духовна позадина, да знаете. Второ, на вакви репресии, на вакви збунетости или тргање на секакви вредности што може да се тргнат, што христијаните пред се ги носат во овој свет. Вакви настани се светост. За вакви настани треба по кровови да се качуваме и да кажуваме. Ќе дојде и тоа време, амин. Ќе дојде времето и кога по кровови ќе кажуваме. Ја верувам дека имало такво време и дека ќе дојде пак. Историјата се повторува. Таму каде што викаат, каде што имало вода, пак ќе тече вода. Амин. И јас верувам во тоа. Еден најде уште устори не, уште Ефесени 2 глава. И тука негде ги привршим. 2 глава, 12-13. Во она време, бевте без Христос, исклучени од израелското општество, исклученци на завете, на ветувањата без надеж и без Бог. Сега, во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, доведени сте близу, преку. Доведени сте лице во лице со Бог. Кога Архангел Габриел стигнува на Марија и кажува за вестот што ќе води спасителот на светот. Марија бара потврда. Марија бара знаете што им кажа? Ја стојам на лицето на Бог. Да има поголеме да стоиш на лицето на Бог. Ако некогаш бевме далеко, ако некогаш нешто не оддалечуваше, Исус го тргна тоа и сега сме доведени близко. Вау. За крај сум пишал, Бог не ни дава работи од сожалување. Може би понатаму ќе зборам, нема веќе време да влези во радоста на Твојот Господа. Но треба да се спомне дека овие работи се радост. Овие работи ја потигаат нашата вера. Овие работи ја потигаат нашиот живот. Знаете, ние понекогаш соочуваме со животните прашања. И тука знаеме да се укочиме. Што ќе биде со мене? Овие работи подигаат верата во тебе. Да можеш да ги видиш животните прашања исполнети во целост. Зашто сме близко до него. Може да се молиме на крај. Господе, станете сите, ти благодариме за оваа вечер, Господе, ти благодариме за цел овој ден, оваа недела што беше позади нас, што ставиме и оваа што доаѓа, Господе. Фала што овој ден го не направи поблагословен, направи порадосни, посреќни, похрабри, Господе, со Твоето присуство, Господе. Фала Ти за секој ден што се крштеваше, што символички го предаде веќе предадениот живот, Господе. Фала Ти, Господе, што кога се крштеваа во Тебе, се облекоа со Тебе, Господе. И Ти благодарам, Господе, за сето она што престои во нивниот живот
Јас кажувам амин на изјавата на Јован дека сега се чувствува како нов. Ова беше сведоштво на Јован после крштевањето, како нов сум. И ние кажуваме амин за секој еден. Ние сме ново создание во Христос и сега се потсеќаме на тоа и викаме сега сме како нови. Фала ти Господе за црквата, за едницата Господе, за тој попис кој ќе навистина ќе помине и навистина Господе ќе ги средуваш работите, за нас ти знаеш како најдобро Господе. Фала ти Господе што навистина си да благословил со сите духовни дарови Господе, со секој дар на разбирање, со секој дар на пророкување, со секој дар на љубење Господе. И фала ти што навистина можеме да кажеме дека сме твои чеда Господе. Ние се молиме Господе да оваа недела биде недела на благослови, недела на провизија, недела на финансиска провизија Господе. Фала ти што навистина ќе го множуваш дарот што луѓето го оставаат Господе во оваа црква, навистина ќе го множуваш она што правиме и со нашите джебови Господе. И фала ти Господе што навистина ќе доаѓаат луѓе тука и ќе сведочат за тоа како си бил силен во нивниот живот и како навистина си го променил нивниот живот Господе. Затоа фала ти што навистина ме љубиш Господе и си не оставил аманет да се љубиме едни со други. Ние ти благодариме во твоето најсвето име Исус. Амин.